Активистките за права на жените во Афганистан велат дека новата забрана на талибанците за женски бизнеси ќе ги турне уште повеќе во сиромаштија и изолација. Неодамнешниот декрет наложува салоните за убавина да се затворат во рок од 1 месец, надоврзувајќи се на низата ограничувања со кои се соочуваат афганистанските жени. Талибанците исто така им забрануваат на жените пристап до средно образование, вработување и јавни простори. Собственичката на салон во Кабул, Бану Амири, која не сакаше да го користи своето вистинско име, стравува дека екзистенцијата на незиното семејство е во ризик ако се спроведе забраната. Ако го изгубам изворот на приход од салонот за убавина, нема да можам да плаќам за образованието на моите деца и моите деца ќе останат необразовани. Кога нема да работам, нема да можам да ја платам киријата за куќата. Во Афганистан има повеќе од 12.000 женски салони за убавина, а повеќе од 3.000 од нив се во Кабул, според Комората за трговија и инвестиции на Афганистан. Забраната го доведува во прашање ветувањето на талибанците дека ќе им дозволат на жените да учествуваат во приватниот сектор. Единствениот начин жените да заработат пари беше работата во приватниот сектор, со затворање на козметичките салони. Многу жени кои ги прехрануваа нивните семејства ги губат работата и приходите, и нивните животи ќе станат потешки, а нивната иднина помрачна. Хейдер Бар, помошник директорка за правата на жените во Human Rights Watch, е загрижена дека забраната ќе резултира со значителна загуба за жените во Афганистан. Не се работи за тоа дали можете да одите да ги средите косата и ноктите. Салоните за убавина се простор само за жени, кој може да им понуди заедница и подршка на жените во ситуација кога тие веќе изгубиле многу други извори на подршка, вклучувајќи го и целиот систем за справување со семејното насилство. Значи ова е всушност катастрофална загуба за жените воопшто. Бану Амири и другите жени како неа сакаат талибанците да ја преиспитаат нивната одлука. Нашето барање е тие да ги регулираат салоните за убавина, но не и да ги затворат целосно. Не треба да ни ја одземат екзистенцијата. Обединетите нации ги повикаат талибанците да ја повлечат забраната, за која велат дека ќе влијае негативно врз економијата и е во спротивност со наведената поддршка за женското претприемништво.